За време на својот престој во родината, првиот човек на обединетата македонска диаспора, Коловски, од шефот на државата, премиерот и од политичките партии ќе побара изнаоѓање единствена национална стратегија за наметнатиот спор за името. Во интервјуто за македонската радиотелевизија Коловски го пренесува ставот на организацијата. Сакат да ја видат Македонија во Европската унија и НАТО, но никако по цена на уставното име, идентитетот или нацијата. Со него разговараше колешката Филјана Кока. Овдека сте неколку дена, велите правите напори за допридонесување околу ставот за проблемот со името. Да, нашиот обединета македонска диаспора имавме глобална конференција во јуни, кај што голем дел, скоро сите мислам, понесовне резолуција, дека обединета македонска диаспора не прифаќа промена на уставното име и дека сака потенцира да се зачува идентитетот и јазикот на Република Македонија, но со поддршка за Европската унија и НАТО членство на Република Македонија, и ние мислиме дека е од голем интерес Македонија да влезе во тие меѓународни организации, ја поддржуваме и ќе помогнеме се што можеме. Ние бевме и во Париз и во Брисел за време кога се случи ови работи во Советот на министри. Изразивне нашето жалење што министрите не дадоја датум за преговори на Република Македонија и го одложија за следните 6 месеци. Ние сме оптимисти дека Македонија ќе добие тој датум за преговори, но сепак треба поинтензивна соработка и работава што нашата организација бара од Република Македонија е да има поинтензивен политички диалог помеѓу политичките партии во оваа држава, да создават една национална стратегија, мислам интереси. Се разбира, секоја партија има различни тактики околу ова прашање, но сепак барам основното, мислам, националните интереси да бидат зацртани од сите и после напред да одиме како заеднички обединети во Македонија. Оти нон-стоп се злоупотребува тоа што албанците и некои етнички групи не поддржуваат уставното име на Република Македонија и ние тоа не сакаме да го гледаме, сакаме сите заедно да соработуваме и да успееме во тоа што сакаме да го направиме за Република Македонија. На првите следни парламентарни избори диаспората ќе има право на глас. Како гледате на тие состојби? Како обединетата македонска диаспора ќе го помога овој процес? Ние го поздравуваме тоа што владата овозможи начин на диаспората да може да гласа во следните парламентарски избори. Сепак има доста македонски граѓани кои се иселени од Македонија, кои се уште има државјанство и пасоши македонски, така да е добро за нив кои ќе може да гласат во нивните, мислам, во македонските дипломатски центри. Ние ќе поддржиме се што можеме. Барам да ги информираме нашите членови кои се државјани на Македонија, да може да присуствуваат во тие избори. Како гледате, велите дека недоволно била вклучена диаспората во процесот на детектирање, на пронаоѓање на тие што не се евидентирани како наши иселеници? Ние, обединета македонска диаспора, гледаме дека мора во Македонија да се подобри системот на координација со диаспората. Нели едно време имавме матица на иселеници, па после министерство, па после тоа беше понижено на агенција и после се формира сектор за иселеници во Министерство за надворешни работи. Ние имаме одлична соработка со агенцијата за иселеништво. За жал, до сега 5 години постоеме како организација, ниту еднаш не сме контактирани од секторот за иселеништво под Министерството за надворешни работи. Ова е конструктивна критика, не е да злопотребиме некаков начин. Мислам, ние имаме одлична соработка со МНР како институција, но тој сектор се надеваме дека ќе покуша што повеќе да ги контактира македонските организации, особено и нашата и други. Но ние, мислам, кога ние слушавме за правото на македонците да гласат преку медиумите, и некои од нашите дипломати,
но не бевне контактирани да кажеш заедничка стратегија да се направи тоа, но тоа се разбира, мислам, тоа е Република Македонија, тоа е владата и владата го испроведува тоа и народот тука им овозможува на нас во дијаспората да гласаме. Така да ние сепак поддржуваме и сакаме да имаме што повеќе соработка да помогнеме на тој начин.